Добро утро, почитувани слушатели на Лидер ФМ. Точно е 8 часот и 18 минути, а вие сте на вистинската фреквенција 107,4 FM. Оние кои не сте на вистинската фреквенција, сигурно сте на нашиот стрим во живо на Facebook и на lider.com.mk. Македонија влегува во деликатна политичка, па би рекол и безбедносна фаза. Поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, озогласениот Сашо Мјалков, прво избега па се врати. Од опозицијата велат дека се тоа е еден обичен театар и договор со владата. Во исто време гледаме како голем дел од коалиционите партнери на Зоран Заев полека некако се двојат. Излегуваат во сопствени пратенички групи надвор од она на СДСМ. За сите овие деликатни прашања ово утро разговарам со Христијан Мицкоски, лидерот на опозицијата, председател на ВМРО-ДПМН. Господине Мицкоски, добро утро. Прво, денес малку ви го пореметивме оној биолошки ритам. Вие обично наутро или одите на водно или спортувате? Да, или сум во теретан или на водно. Денеска одложивме тренингот така да ќе биде подоцна малку. Ама добро е, корисно е, се надевам слушателите ќе бидат задоволни. Обратно денес, прво, како да кажеме, интелектуален, мозочен тренинг, па потоа физички. Физички, така. Господине Мицкоски, вчера Зоран Заев во на негово... Прво да ја прашам, дали сте во Македонија? Да, тука сум во Скопје, сум здрав жив, Како тука сум во Македонија. За прв пат во историјата имавме една ситуација минатата недела. Господине Златев, вие во Македонија сте. Да, имавме едно прашање кое до ден денес мене ми е смешно. Не е смешно, трагично е. Жално е. Се виде каква местенка беше се тоа. Не е местенка, она дури ни да го наместат не знаат. Дури и тоа служи за посмев. Барем да го наместат, делуваше природно, па луѓето да рече наистина е така. Дури и тоа што го направи делува комично. Вчера Зоран Заев, одговарајќи на пратеничко прашање, рече дека можеби Сашо Мјалков се криел во тој нарече Белата палата, тоа е седиштето на ВМРО-ДПМН. Да, слушнав, има посебен смисол за хумор Зоран Заев, ама не сваќа дека така си прави самиот себе бели проблем. Зошто? Затоа што ако е така и ако е имал таа информација, значи е во соучесник во бегството и помагател. Денеска треба да го апсет. Јас ги охрабрувам институциите веднаш да го приведат и да го распрашаат, да видим од каде е имал таа информација и зошто не ја споделил со органите на прогонот или пак со обвинителството и судството да направат претрес во Белата палата, како што тој вика, бидејќи вака излегува дека и тој е виновен. И мислам дека денеска ако не постапи МВР на Спасовски или обвинителството на Јовески и Русковски или пак судството брендирано како Кацарска или во случајов Џорлев, тогаш тие се исто така соучесници во сета оваа шарада. Слушаме најразлични теории. Една е теоријата дека Сашо Мјалков бил веќе надвор од Македонија. Другата е теоријата дека бил во една амбасада. Вчера слушнавме и трета теорија во која како во тие трилер филмови се споменуваат некакви тунели, па каде поминал Сашо Мјалков, па што направил. Се ова мене ми наликува на некоја серија, до душа ефтина, но прашањето кое се отвара е како е можно еден човек кој се терети за вакви кривични дела, какви што се терети, да биде недостапен за органите на правдата, а сега повторно да не е во притвор. Па тоа е дел од овој театар, од овој циркус кој што ние го нарековме и срам кој што го нанесе Зоран Заев и Спасовски на Македонија и на граѓанија. Ако претходно нема доверба во политиката, сега после овој театар уште повеќе и после овој циркус уште повеќе ќе нема. Инаку луѓе кои што го познаваат Мјалков велат и кои што се негови блиски пријатели, сега веќе наголемо зборуваат дека во последните недели, да не речам месеци, единствено со кој што комуницирал и со кој што имал би рекол непосредна комуникација и огромна доверба, и кога го слушал, тоа биле Зоран и Вице Заеви. Барем од тоа што тие го зборуваат, сега знаете, ние сме држава каде што многу работи се зборуваат, но ова се кредибилни извори кои што велат дека довербата била на тоа ниво да практично никој друг не слушал освен тоа што ќе го кажале Зоран и Вице Заеви, бидејќи тие практично му ветиле нему дека нема да се случи тоа што денеска се случи,
Но очигледно дека притисокот бил во даден момент преголем и врз Зоран Заев и тој морал да ги примени оние за нему познати методи кои што јавно ги кажа на пресконференцијата, уцени, притисок, закани и така натаму. И овој практично мора да се враќа од бегството. Нашите информации се дека стигнал до Белград, се враќа назад и потоа следи оној циркус со господине Мјалков, вие во Македонија сте и така натаму. Така што јас сум згрозен се тоа што се случува, не затоа што очекувам повеќе од Зоран Заев, туку едноставно што дополнително кога мислите дека тој го допрел дното, тој копа подлабоко и оди уште во по некое дно. За жал граѓаните се разочарани, граѓаните се тие кои што во целата оваа работа од преголема разочараност пронаоѓаат хумор. Ние сме народ со голема смисла за хумор и ако пролистате по социјалните медиуми ќе видите какви се вицови се прават на сето ова кое што се случуваше, а во суштина е трагично. Тоа не остана вицови да правиме. Да, бидејќи имаме бегалец од правдата, имаме премиер кој што е соучесник со бегалецот од правдата, имаме крими коалиција која што 4-та година владее со државата. Наративот на социјалдемократите е дека Сашо Мјалков наводно вас ви инсталирал како лидер на ВМРО-ДПМН и цела оваа пиар и политичка катастрофа на таков начин се обидуваат да ви ја препишат вам. Сашо Мјалков вас ве постави да бидете лидер на ВМРО-ДПМН? Не, видете, тоа беше обид на СДСМ и на Зоран Заев и на Оливер Спасовски. Сега претпоставувам имаат таму скапо платени луѓе кои што работат на нивните односи со јавност и велат сега ајде да го лепиме Сашо Мјалков до христијани и на тој начин ќе санираме дел од штетата. Потоа тука има заробеници од типот на еден поранешен министер за здравство кој што како последна кукавица избега во последните моменти во 2017-та од штабот на ВМРО-ДПМН, избега затоа што беше исплашен дека може да одговара за сето на кое што го сработил или не сработил додека министерувал. Тој е сега главен советник и се обидува на би рекол невешт начин да сервира пред нив определени информации кои што се апсолутно неточни. Имаше тогаш, се разбира, јавен повик од страна на партијата да се кандидираат председателски аспиранти и така натаму. Во тој момент единствен кој што аплицирав бев јас со комплетна документација, имаше уште една некомплетна документација и 380 делегати на Конгресот во Валандон избра. Меѓу нив беше и тогаш Сашо Мјалков. Да, точно е, меѓу нив беа и останатите 369, ајде така да кажам. Така што наместо да ја префрлаат, би рекол, невешто топката Заев, Вице и Зоран, треба да одговорат како завршија ВЛТ бизнисите во Македонија, како завршија друг тип на бизниси од едно на друго семејство. Тоа се вистинските прашања на кои што треба да одговорат, како се копа јагленот во Битола, кој го копа јагленот во рек Битола, како се пренесува и завршија изградбата на патиштата, автопатиштата, оние кои што малку ги дозавршија, бидејќи останатите не се ни почнати и се распаѓаат тоа што ВМРО-ДПМН го почна на време. Вие го исклучивте Мјалков од партијата и многу пред македонскиот правен систем ги детектиравте неговите незаконски однесувања како политичка партија. Тоа се случи, ако не се лажам, во октомври 2018 година. Кога го исклучивте Мјалков... Да, тоа беше седницата на Централниот комитет 22 октомври 2018. Кога го исклучивте Мјалков... И тогаш беше исклучен и Никола Тодоров. И овие 8 темнина, тоест тогаш беа 7 мина кои што беа дел од ВМРО-ДПМН. Кога го исклучивте Мјалков заедно со другите, во неговиот фазон, кога се говореше за него, сеќавам дека подпредседателот Николовски рече криминалната коалиција Зоран Заев, Вице Заев, Сашо Мјалков. Кога за прв пат, вие како лидер на ВМРО-ДПМН, по вашето доаѓање на таа функција, која веќе 3 години ја обавувате, кога за прв пат вие забележавте дека Сашо Мјалков соработува со власта? Она кое што јас како информација можам да кажам дека имаше основано сомневање дека има контакти помеѓу оваа криминална коалиција е летото 2018 година, каде што имам веќе материјали кои што се темелат на докази, инаку шпекулациите се од многу порано. И гледате дека имало и таков тип на комуникација уште многу порано.
Но на што е интересно и што треба да се забележи е начинот на кој што Зоран Заев функционира во политиката. Ако вие направите една анализа на неговото функционирање во политиката, ќе видите дека таму нема креатива. Таму нема проекти. Таму нема визија, таму нема стратегија. Таму има притисок, заробени обвинители, а подоцна суди, подкуп. Ако не подпаднете на подкуп од оние кеш пари кои што ги дели човек во негово име, тогаш следи нормално обвинител кој што доаѓа со некое измислено обвинение зашто се смеете на лево, а не се смеете на десно, а потоа започнува судски процес во кој што нормално судијата треба како покорен кјосе да практично вас ве суди и да ве малтретира по судските инстанции. И сето тоа трае определен период и на тој начин тој функционира во политиката. Значи, подкуп, притисок судски, притисок обвинителски. И сите оние кои што на нему му стануваат пријатели или пак заробеници, така да го кажам, или пак се уценувани од негова страна, се уценувани поради овие три столба. Тој им нуди спас во обвинителство и судство, или пак се обидува да ги подкупува. И така функционира тој политички од самите негови почетоци па до ден денес и така ќе продолжи. Погледајте програмата на СДСМ, таму немате вие креатива. Второто прашање, дали некој од поранешното раководство на ВМРО-ДПМН ги осуди овие 7 мина кои што беа дел од ВМРО-ДПМН за предавството што го направија во парламентот и кои што практично во тој момент кумуваа на промената на уставното име и му нанесува голема штета на ВМРО-ДПМН затоа што ние мора да признаеме дека помеѓу делот нашите сограѓани се уште постои определена група на наши сограѓани кои што викаат абе знаете можеби ВМРО-ДПМН се учества. Значи нанесува непоправлива штета. А јас и актуелното раководство знаеме какви све притисоци трпевме во тој период, не за да се согласиме со договорот, туку да останеме на страна. Дали некој од поранешното раководство? Јас не се сеќавам на некој од поранешното раководство напише статус? Дали некој од поранешното раководство даде изјава интервју сега кога исчезна Сашо Мјалков или пак го осуди Зоран Заев и институциите кои што ги менаџира владата на Зоран Заев? Тоа дава одговор на вашата дилема кој е уценувачот, а кои се уценетите. Жалам што е така. Бидејќи добар дел од тие луѓе се и мои лични пријатели и луѓе со кои што сум поминал многу години во рамките на партијата. Жалам што денеска никој не се охрабрува барем еден статус да напише, една реченица на социјалните медиуми да напише, со кој што ќе го осуди ова што се случува или тоа што се случувало. Или пак 4 години, дали видовте некој од тие луѓе да напишат една реченица на социјалните медиуми против политиките на Зоран Заев? Има два типа, едни кои молчат и други кои се впрегнати во тоа да ве критикуваат вас. Точно. И има трета група, таа е најмалата група, која што е дел, би рекол, од раководството или пак од менеджментот на партијата, и тие се најмногу нападнати од страна на обвинители, суди и од страна на оваа власт на СДС. И гледаме дека да речеме Миле Јанакиевски, Сашо Мјалков бега, на Миле му одредуваат пак притвор. Таа е реакцијата на Зоран Заев. Секогаш судира по оној кој не се испазва со него. Така што многу јасно имаме сега диференцирање на тоа кои се уценувачите и кои се уценуваните и затоа јас се користам оваа прилика да ги замолам и да ја замолам јавноста, би рекол да веќе не споменуваме за тоа дали ВМРО-ДПМН е реформирана. Јасно е направена разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и тие кои што се уценети од страна на Зоран Заев. Тие му се сега нему најблиски соработници, со среќа нека му се, нека си ги носи и нека си тера политика со тие луѓе. Денеска ВМРО-ДПМН е исправено на нозе пред локални избори, се надеваме, би рекол, на едно ново парламентарно мнозинство кое што ќе спроведе фер локални и предвремени парламентарни избори и ќе се промени оваа влада која што денеска се кој неја. Мицкоски, денеска, и тука го завршувам овој блок, денеска ќе се слушне пресудата за господинот Мјалков во случајот Таргет Тврдина. Таргет Тврдина е мајка на сите проблеми во нашата земја, затоа што се суди за она незаконско прислушкување од кое почна СЕФ во нашата држава. Од една страна е меѓународниот фактор, кој
јасно кажа и американската амбасадорка и британската амбасадорка дека правда мора да има и веројатно тие очекуваат една висока казна за обвинетиот Мијалков, но очекуваат и нели тој да заврши на крајот онаму каде што му е местото, во затвор. Од друга страна, на сите ни е полека јасно дека и самиот Заев не крие дека тој се пазарел со Мијалков, дека можеби токму пресудата е дел од овој пазар. Судот денес одлучува помеѓу тоа да ја послуша меѓународната заедница и Сашо Мијалков да си замине наместо дома во Шутка и да го послуша Зоран Заев. Не сакам јас да верувам дека ние сме протекторат. И јас често пати со тие луѓе од меѓународната заедница не се сложувам. Затоа што тие имаат своји ставови за определени прашања и определени насоки за тие прашања, кои што се спротивни на моите ставови, бидејќи тие ќе поминат определен период од својот живот оваа земја, ќе стекнат пријатели или луѓе кои што помалку ќе ги почитуваат и ќе заминат. Но јас и вие, господин Златев, ќе треба да станеме овдека и да живееме. И во наш интерес да не бидеме први во регионот по корупција и криминал, да не бидеме хибриден режим, да не бидеме на дното по инвестиции. Никој од надвор не може нас криминал. Ама не ме интересира. Јас сум сепак човек кој што едуцира студенти. Тие студенти треба да ги исправам на здрави нозе, утре да бидат мотор од оваа држава. Мене не ме интересира дали некој дипломата тоа го кажува или не. Еве јас го кажувам. Мене ми треба безусловна правда, да не сме лидери во регионот по криминал и корупција, туку напротив, да сме последни, би рекол и во Европа. Наместо во Албанија да гледам и на вистина да се создава кај мене чувство на блага љубомора, зашто таму има 2 милиарди евра инвестиција која што би ја најавија пред некој ден или во соседна Србија. Сакам тоа да го има во Македонија. Не треба мене некој да ми каже дека или да прави притисок врз суди. Очекувате дека ќе победе правдата или пазарот? И за мене е катастрофално што политиката кај нас и перцепцијата во граѓанството се темели на тоа што ќе речат некои амбасади. Ние не сме протекторат, ние сме суверена држава. Ние имаме политичари во оваа држава, имаме професори, имаме новинари, имаме интелектуална елита, имаме луѓе кои што треба да ја водат оваа држава. Имаме професори по светов, не треба мене некој да ми каже дипломат странски во држава што треба да прави. Не сум ја протекторат и се додека ние функционираме така, господин Златев, ќе не се случуваат вакви работи. Да, но очигледно е. Сега малку ќе се обидам да се спротиставам на вашите аргументи. Досегашното искуство покажува дека треба да смениме кога ќе се подпреме на себе, но ако ние сега се подпреме на одлуката на Зоран Заев и оваа влада и нивниот притисок кон судството, Сашо Мијалков ќе прошета како слободен човек. И тоа е погрешен пристап. Ние треба да се подпреме на применливото кривично право. Но самите не можеме. Докажавме. Треба да најдеме начин, еве со помош на веќе би рекол функционални правни системи во светот, да имаме независни обвинители, независни суди. Не можеме ние, господин Златев, да имаме независен судски систем во кој што обвинители и суди коленичат пред кабинет на премиер. А премиер и се координирани од него. Да, а премиер јавно признал на отворена сцена дека тој ја водел акцијата и бил во координација со институциите меѓу кои што ги спомена обвинителството и судството. Кој е тој да биде во координација со тие институции? Тој е обичен државен чиновник. Да, во моментот е председател на владата. Кој што е платен со мои и со ваши пари од буџетот. Извршна, законодавна и судска власт, поделбата на власта е светост во едно демократско Ние општество. треба да имаме една судска и обвинителска елита која што ќе биде апсолутно независна и пред се морално на високо ниво поставена. И честна. И ако треба добро платена од нас граѓаните, за да обвинува и суди по закон. Не треба мене да ми кажува ниту пак Зоран Заев, ниту пак утре некој друг кој што ќе биде премиер. Ниту пак странски дипломат. Едно чудо пари, барем јас колку што пратам политика, се потрошија за реформи во обвинителството, за реформи во судството, обука ваква, обука таква и за треба и покрај сето тоа се повторно да коленичиме таму пред кабинетот на премиер или министар за правда, нема потреба. Нека судат по закон и нека обвинуваат по закон, доволно е. И тогаш правдата ќе биде задоволена. Ова што вие го очекувате и што јас го очекувам и што го очекуваат граѓани. Тогаш немаше да ни се случи обвинителна, тоест ослободителна пресуда за предметот подкуп на Зоран Заев. Немаше да имаме аболирани политичари поради сторен криминал во минатото. Тогаш политиката ќе беше навистина професија со која што ќе се бавеа луѓе патриоти
без разлика на различната етничка припадност, кои што се љубат Македонија, кои што се сакаат државата и кои што сакаат да ја развиваат таа држава. И ќе постапуваа многу повнимателно во практикувањето на власт. Сега ги имаме принцип на неказнивост, ние за жал. Точно и се додека имаме политичари кои што во политиката гледаат како да се извадат, а при тоа да распродадат нешто мое или ваше, ние вака ќе тонеме и ќе бидеме први во скалата за корупција и криминал, хибриден режим, катастрофа во свет. Што Христијан Мицковски најавува дека работите ќе се сменат. Знаете, ние сме веќе предолго заглавени во овој лавиринт во кој нема ниту правда, од што би рекол нели Иво Андрич, од најголемите хоштаплери во Македонија направивме бизнисмени. Или Блаше Коневски, и ова ќе помине. Да, и ова ќе помине. Со што конечно да се смени таа парадигма? Како еве ВМРО ДПМН и вие како председател на таа партија, како ние да ви веруваме дека конечно ќе не извлечете од оваа ситуација која резултира само со селење на младите и ништо друго? Видете, јас како човек се ставам на лицето пред лицето на јавноста и го нудам комплетниот мој човечки хабитус и моето минато. А воедно, сериозно работиме во рамките на партијата на антикорупцијска програма со многу експерти, не само од Македонија, туку и надвор, со сериозно искуство и набрзо ќе излеземе со таков тип платформа пред граѓаните. Следниот премиер ќе биде оној кој што ќе понуди програма за борба против корупцијата, но таа програма ќе биде пред граѓаните презентирана и таа програма ќе биде така лесно објаснета за граѓаните да може да ја разберат секој еден од нив. Тоа ќе биде идниот премиер и таа ќе биде партијата која што ќе победи на следните предвремени парламентарни избори. Денеска има група на луѓе кои што се магнетизираат околу политичари кои што користат полови органи во својот речник, пцовки и така. Има и такви. Има луѓе кои што најавуваат улична правда, би рекол. Ама само најавуваат. Понатаму има луѓе кои што се собираат околу политичари кои што лажат еднаш, два пати и третиот пат потоа со индигнација ги отфрлаат, со згрозување и така натаму. Но во моментот се прелажени. Има луѓе кои што им веруваат на прва, на втора, на трета, сваќаат дека тоа е една празна боранија и лага голема, ништо повеќе, шарен. Сега ние треба како политичари да излеземе. И тоа нема да биде лесно. И јас се обидувам тоа да го направам пред граѓаните. Со јасна програма која што ќе се темели на борба против корупцијата и криминалот. На граѓаните им е преку глава, буквално од тоа што денеска го слушаат и гледаат. Не е важно дали е вистина. Иако во најголемиот дел од случаевите тоа е вистина. Важно е дека се создава таков печаток, перцепцијата во јавноста е таква. И вие не можете да ја разубедите. Овој народ функционира на емоција, на бран. И тој бран дека постои корупција и криминал буквално во секоја пора, на најминимално ниво, на граѓаните им создава, би рекол, нервоза, гнев им создава. Најголемиот дел од нив одлучуваат да фрлат све и да заменат од овде. Мал дел одлучуваат да се борат после определено време, се поразени од декаденцијата, криминалот и корупцијата и повторно одлучуваат да се борат. Јас одлучив до последно да се борам против се. Заедно со моите родители гледавме едно соочување помеѓу вас и господинот Зоран Заев. И она што ни падна како критика за целиот тој концепт е дека секој со секого се расправаше кој што направил и како направил, ама барем во тоа интервју велам, никој не кажа кој што ќе направи. Дали може би размислувате наративот на вашата кампања, затоа што сите веќе знаеме каков е Зоран Заев, сите веќе знаеме каква е оваа власт, да го насочите кон една позитивна кампања во која нели ќе доловите како оваа земја да се смени. Нормално не мислам за оние магнетни трамваи некои партии кои ги има, но еден модел кој повеќе ќе се промовира од овие криминали на Зоран Заев, на власта, на бившите структури. Да, јас го добивам често пати и ова прашање често пати на седниците на извршниот комитет на партијата разговараме. ВМРО ДПМН излезе пред изборите во април, кои што требаше да се случија во јули. Ја прочитав таа програма, многу добра програма, но не беше добро искомуницирана. Имам таков печаток. Тоа е веќе
чувство, лично, субјективно, некој ќе рече пак нешто друго недостасувало, јас сега нема да навлегувам во начинот на кој што таа програма била комуницирана или пак доведена пред граѓаните. Предпоставувам дека е така. Иако јас сум убеден дека ВМРО ДПМН од позиција на опозиција историски освои најмногу гласови. Ќе потсетам, ВМРО ДПМН беше опозиција во 2006 и освои 303.000 гласа. Беше опозиција 98-та, освои 298. Сега освоивме 316.000 гласа при 52% излезеност. 2006-та беа 56-57, 98-та беа 72-73. Со блокиран имот на партијата, со блокирана сметка до нова година, политички програм веќе тука не сакам не да дискутирам, без конкретна било каква институционална поддршка, барем на локално ниво, бидејќи немаше доволен број нити пак градоначалници споредено со ситуацијата тогаш, така што не би рекол дека јас не била доволно искомунициран, него едноставно се случи короната, се случија најкриминалните избори, па самиот Битики кажува, потрошивме повеќе од 1 милиарда евра, а помош во стопанството завршија 350 милиони. Значи останатото е завршено во институционален подкуп. Понатаму пари се завршени кеш на рака и така натаму и така. Документирани се повеќе од 30 случаи. 2 градоначалника се фатени во југоисточна Македонија. Лични карти, мислам, како да ви кажам, за земја аспирант која што сака да биде дел од Европската унија не може да си дозволи такви избори. И да, на крај 10-12 хиляди гласа освои коалицијата СДСМ-БЕСА, која што гледаме веднаш се распадна после тие избори. ВМРО ДПМН е повторно најголемата политичка партија во парламентот, но сега има нов бран на распад на коалицијата пред избора на СДСМ, кои што политички партии помали прават посебна парламентарна група како што се ЛДП, ДОМ и Демократскиот сојуз на Павле Транов. Она кое што јас сакам да го дискутирам сега е само јасна критика кон погрешните политики на власт. ВМРО ДПМН пред овие локални, јас се надевам и предредени парламентарни избори, ќе се излезе повторно со програма која што ќе представи пред граѓаните. И таа програма ќе биде пред граѓаните презентирана и јасно покажана. Ако ние денеска излеземе со предлог, еве ќе ви дадам еден пример. Излеговме со предлози уште пред 1 година, кога за прв пат се појави лице кое што беше позитивно на COVID-19 во Македонија. Првиот случај на позитивно. Се сеќаваме на тие денови. Да, и ние тогаш предлагавме барем едно 20 мерки кои што требаше тогаш Министерството за здравство Венко Филипче да ги превземе за да се практично намалат ризиците од понатамошно ширење на вирусот во Македонија. Тогаш бевме обвинети дека шириме лажни вести. Медиумите под притисок се обидуваа да кажат што не чини во предлозите на ВМРО ДПМН, а не што е добро во тие предлози и практично рефлектираа во јавноста еден амбиент на смирување, на еден вештачки мир, дека работата е под контрола и така натаму, дека супер Венко знае што прави, дека тука е Зоки Заев, Оливер Спасовски и ние треба да сме дури и Вибер стикери, слушај го Венко направија. Да. Година дена потоа, значи не убедуваа дека е работата под контрола, дека нема повеќе од 2000 наши сограѓани да се заболат, неколку десетици ќе го загубат животот и така натаму. Година дена потоа правиме пресек, повеќе од 100.000 имаме веќе кои што се официјално заболени или го прележале овој вирус, повеќе од 3.000 кои што го загубиле својот живот и денеска сме на прагот на третиот бран. Повторно имаме повеќе од 500, 600, 700 инфицирани на дневно. Но сте вие предлози за економско решавање на кризата. Сега, за економското решавање на кризата не имавме неколку предлози. Кои беа тие предлози? Најпрво рековме, луѓе имате многу пари од банкиве, од бизнисов во Народна банка, кои што таму стојат за благајнички записи. Во тоа време мислам дека беа 24-26 милиарди денари. Што беше бројка од неколку повеќе од 400-450 милиони. Велиме, кажете на Народна банка да намали со емисијата на благајнички записи, наместо Народна банка да ги земе тоа Министерството за финансии и да бидат тие поддршка за бизнисот. А Министерството за финансии како? Преку хартија од вредност, преку државни хартии од вредност, државни записи така натаму. На прва, ајде глупости, лупа сега овој Христијан што траска, нема врска, тоа не може така. За да потоа секој месец Народна банка по 6-7 милиарди од тие денари да ги намалува и денеска ние се наоѓаме на ниво од 8-9 милиарди денари, значи некои си 15-16 милиарди денари завршиле
повторно во државниот буџет преку дестерилизирање на парите од Народна банка и стерилизирање на банките и на бизнисот во Министерството за финансии за поддршка на буџет. А преку буџетот требаше да завршат за поддршка во економијата, не завршија, туку завршија во картички за подкуп пред избор. Наместо да завршат во компаниите и во растот економски. Да, потоа предлагам многу работи предлагавме. Сега поново предлагавме ковид кризата, ковид комисија специјална која што ќе се занимава, ја отфрлија, добар им бил Караджевски. Зошто е добар? Затоа што клати глава таму кога ќе седне на состаноци, да, разбирам шеф. Тоа е целата приказка. Но целата оваа ситуација во која постојано се одбиваат сите предлози на опозицијата доведува до едно прашање на легитимитетот дури на наредните избори. Се сеќавам, бев на една дебата минатата недела каде што ми рекоа ВМРО ДПМН ќе ги бойкотира наредните локални избори. Велам, од каде тоа сега? Кој тоа ви го чул, се работеше нели за провладен медиум, па велат дека сте рекле дека доколку ги нема оние машини за оттисок на прстот, дека вие нема да излезете на тие избори. Зошто власта не сака на изборите во октомври нели да се оди со отпечаток од прст? Прво треба на вашите слушатели да ние сме се обиделе да дознаеме, да добиеме одговор на ова прашање, имаме молку од сите институции освен од ДИК. Добро, накратко тоа нема да се случи ако тие тоа го посакуваат. Да бидеме нејасно, но сакам да ги запознам вашите слушатели што значи терминал за отчитување оттисок на прст и зошто ВМРО ДПМН, или познат во јавноста како фингерпринт, зошто ВМРО ДПМН тоа го потенцира цело ова време? Затоа што е законска обврска. Ако вие сега го погледате изборниот закон, членот 108а, јасно стои, и уште неколку други членови претходно, јасно стои дека следните локални избори мора да се спроведат со набавка на таков тип на терминали кои што ќе отчитуваат оттисок на прст, и за таа законска измена гласаа сите политички партии во парламентот. Во оној претходниот состав. Гласаше и ДУИ, гласаше и СДСМ, гласаше и ВМРО ДПМН и сите, кои што беа таму малтене едногласно. Сега вие имате во законот обврска. Претходниот претседател на Државната изборна комисија, таму септември-октомври 2020 да се извинам, го подсетува Министерството за финансии. Во законот е предвидено да се набават терминали за отчитување на оттисок од прст. Не требаат пари, од прилика тоа ќе чини толку и толку. Ве молам да тоа го предвидите во буџетот. Министерството за финансии не го предвидува. Доаѓа до промена на претседателот на Државната изборна комисија, доаѓа нов претседател. Новиот претседател повторно пишува писмо до министерот за финансии. Ве молам, бидејќи имаме законска обврска да ги спроведеме изборите на начин на кој што ќе има терминали за отчитување на прст, да предвидите средства со пренасочување денна во друга ставка од буџетот или со ребаланс на буџет. Молка. Штама? Никаков одговор од министерот за финансии. И тоа така трае 5 дена, 10 дена, 15 дена и веќе станува работата повеќе од јасна дека тие не сакаат да има фингерпринт терминали. Ќе дојдам зошто не сакаат. Потоа се вклучувам јас и се почесто во јавноста ја повторувам истата реченица дека власта сака да ги намести изборите. Уште сега, 7-8 месеци пред одржување на локалните, и јас се надевам пред време парламентарни избори, ќе работиме на тоа, оваа власт, ако остане, сака да ги покраде и следните избори. И тогаш, под притисок од јавноста и од опозицијата, Министерството за финансии испраќа допис до Државната изборна комисија и вели: во ред, ние ќе ви обезбедиме средства, дали вие сте подготвени да го почитувате закон. Тоа е исто како јас да ви кажам вас, дали вие сте подготвени на црвено на семафор да застанете или не сте подготвени. Тоа прилика се така му доаѓа. И сега што се случува? Во Државната изборна комисија имаме представници од владеачкото мнозинство кои што се прават да ја обструираат набавката на овој тип на терминали, а во јавноста го имаме Зоран Заев кој што вика да, јас тоа го поддржувам. Еве му начин. Нека им каже на Кондарко, на Оливер, таму и на останатите, нека не го обструираат претседателот на Државната изборна комисија и нека ја отпочнат набавката, да го смениме изборниот законник со кој што Министерството за внатрешни работи ќе ги стави на располагање базите на податоци за оттисок на прст и завршена е
Завршена е приказка. Околу изборите. Моите извори во ДУИ, во Демократската унија за интеграција, велат дека таму... Само да завршам простете мислата, зошто ние мислиме дека сакаат да направат повторно да ги покраат изборите? Затоа што имаме средини каде што за време на референдумот се гласаше на 3 секунди и каде што излезеноста беше 90%. Со фингерпринт на терминали тоа не може да се случи. Тоа не е можно, да. Бидејќи јасно стои дека во тие средини нема повеќе од 20-25% од избирачите кои што се на избирачкиот список. Мислам, тоа е видливо, не е дека некој тоа го измислува или па карикира. Имаме избори во кои што еден човек или една жена гласа за повеќе. И кога ќе видите вие фактичката ситуација на терен, секој предлог во однос на легитимитетот на изборите е добар. Така што на овој начин ќе се зголеми довербата, помеѓу опозицијата и власта, помеѓу граѓаните и власта, и ова е одлична можност да имаме постапка на гласање еден глас, еден човек. Еве сега во Албанија такво нешто ќе се спроведува на изборите во април. Постапката на набавка на таков тип на уреди на хардверот и софтверот и техничката поддршка трае 3 месеци. Моите извори во Демократската унија за интеграција велат дека таму ситуацијата е се пострашна и дека две од крилата не можат воопшто да се договорат, а од нив зависат и две крила на ДУИ, нели, во собранието на Република Македонија. Ова, според моите извори таму, дефинитивно би значило дека владата би можела да падне и би можело да се случи да имаме предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори. Го поддржувате ли ова сценарио вие, заеднички парламентарни и нели локални избори? Да, и работиме на тоа да имаме заедно со локалните избори и предвремени парламентарни. Значи вие ќе влезете all in практично. Па ние сме all in, што би рекол еден политичар кај нас, ние сме all in во овој процес, случувањата во другите политички партии не би сакал да ги коментирам, бидејќи сепак тоа е нивна внатрешна работа и тие најдобро си знаат што е најдобро за нивната политичка партија. Не е тука само таа партија која што ја споменавте. Јас имам сериозни информации за сериозни внатрешни помештувања, би рекол, и фаќање на нови позиции во други политички партии, но тоа си е нивна работа. Јас ги охрабрувам да најдат начин да сето тоа го надминат и да работиме сите заедно за државата. Инаку ново парламентарно мнозинство е потребно на државата и секој одговорен политичар во парламентот. Не е битен Христијан Мицкоски во случај. Не е битен никој. Битни се граѓаните и државата. И секој одговорен политичар пред себе треба да си ги постави постигнувањата на оваа влада на Зоран Заев, да ги постави плановите на оваа влада на Зоран Заев и да донесе одлука што направија досега и дали се способни од сега па натаму да направат нешто. Ако тие внатрешно не се подготвени да понесат одговорност и топката ја префрлаат на институциите, не баре институциите се раководени онака од ветар и магла, не од кадри поставени на СДСМ и на ДУИ, тоаш вие не можете да очекувате кои луѓе да видат подобри од тоа што биле претходно. А претходно биле катастрофални. Затоа велам мораме сите во парламентот и кон оние се обраќам од СДСМ пратеници. Нема тука веќе политичка припадност. Овие луѓе мора да заминат. Овие луѓе ја доведува Македонија буквално пред бездната. И чекор напред, милиметар напред паѓаме во провалија, нема назад после. Нема назад. Завршија басните со раката на срце, главата лево навалена десно, другарче ќе биде и така натаму. Заврши тоа 4 години. Потребна е одговорност и работа, а што е можно помалку. Ама не може овие луѓе. Не може овие луѓе. И пиарот не е толку важен. Не може, толку има капацитетот. Не бива. Не може едно бегство да организира. Од секое дрвце кавалче не бива. Едноставно толку знаат. Мицкоски, во однос на промената на името ја загатнавме темата на самиот почеток, нели вие рековте дека било тешко да се опстои на тој став што сте го имале. Од друга страна, вчера Македонската академија на науки и уметности ја одби владата и одби да се преименува и остана македонска.
Како ќе го прокоментирате овој потек? Апсолутно им честитаме, имаат нашата поддршка и како политичка партија и како претеничка група во рамките на парламентот. Апсолутно, мислам, тоа е се покажа дека пркос резултира со пораст на предавството и на предавниците. И апсолутно им честитам на тие академици кои што застана, тоа мнозинство од академици, ако морам да кажам дека има и такви кои што не се достојни, знаете, да носат титулата академик, кои што не ги сватија потребите на овој народ. И тоа го охрабри народот. Јас вчера покрај се тоа што се случуваше во државата, чувствувам кај луѓето еден вид освежување, охрабрување дека навистина можело, дека не се сите бродови потонати. И овие луѓе од академијата ќе имаат нашата поддршка и секогаш и како човек ќе ги поддржам и како нивен колега, бидејќи доаѓам од таа академска средина. Еве пред некој ден дури добив и конечно решение да можам да бидам ментор на докторски студии, бидејќи сум редовен професор, согласно законот морате да објавите определен број трудови во фактор на влијание часописи за да станете и ментор на докторски студии, што за мене представува наистина и луѓето кои што се професори знаат што значи сето тоа, така што за мене тоа е. Како успевате и науката и политиката да ги искомбинирате, затоа што вие по цел ден практично имате политички ангажмани уште од рано утро, сигурно поминувате многу време и да ги следите политичките случувања, да бидете во тек, да се брифирате, да имате состаноци, да ковате стратегии, а во исто време треба и да образовате студенти. Многу е убаво кога си помеѓу деца на факултет и нема поубаво од сето тоа, кога ти пишуваш на табла, а они те слушаат и те гледаат. За жал сега не можат да ме слушаат и гледаат како пишувам на табла. Сега онлайн тоа е. Онлайн и тоа е вака според мене голем дефект. Но такви времења сега за жал мораме да се прилагодиме на тие моменти, на тие времења. Нема поубава работа, јас тогаш имам посебен метод и се исклучувам од политичките проблеми, се фокусирам на науката и наистина се одмарам. И често пати знаат соработниците да ми кажат кога ќе дојдам на часовите, аз сигурно си имал денеска часови. Тоа обично е во понеделник, тука имам серија часови тој ден и уживам, наистина е прекрасно чувството да си помеѓу тие млади луѓе, тие од тебе добиваат знаење, а ти им пренесува знаење и нема поубаво тоа. Освен сите овие кривично правни предизвици, освен оваа економска ситуација која имаме, сериозен проблем во македонското општество е и овој спор со Бугарија кој го имаме. Гледаме дека од таму ситуацијата бугарите не ни сакаат да ја решат, тие сакаат што е можно повеќе да испровоцираат, да постават една црвена линија на што е можно повисоко ниво. И гледаме во изминатиот период од бугарски политичари одредени провокации кон вас, кон вашето семејство, се шират одредени шпекулации. Зошто еве на Андреј Ковачев и на Джамбаски им е таргет Христијан Мицковски? Па на сите, Христијан, не само на и на Каракачанов. Што еве вие ниту имате ефективна власт во Македонија да одлучувате за бугарското прашање во овој момент? Ниту пак не сум ве видел нешто. 4 години е така. 4-та година сум претседател, од самиот почеток. Или ќе бидат уценетите, или уценувачите, или некој од соседиве. Секогаш таква аура има. Да сите буквално меруваат стрелите врз Христијан Мицковски. Нека јас ќе ги издржам. Голем е овој грб и ќе ги издржи сите такви, и како Ковачев, и како Каракачанов, и како Заев и сите останати, и Мијалков, и Тодоров на купче, немам никаков проблем. Ќе ги издржиме. Битно е на крајот од денот да не искрвадиме до толку за да можеме да стигнеме до стартно целната рамнина, да се извадиме држава од оваа тиња во која што е потоната ради овие луѓе. Немам никаков проблем. Имам наистина соработници кои што се за почет, луѓе кои што ме мотивираат. Имам наистина пријатели кои што секојдневно ме советуваат, дури и некогаш кога грешам, ќе седнеме, ќе поразговараме, ме мотивираат. Членство наистина прекрасно. Граѓани кои што на улицата среќаваат и даваат поддршка. Сето тоа е мојот мотив да издржам и сите овие би рекол последново дури ги надминува сите можни стандарди на убавото однесување. Јас
дури еве сега можеби некој ќе помисли гледај сега како зборува му се додворува на Мицковски. Навистина е одвратно да се прочита како еден политичар, пратеник во Бугарија, пишува дека вашата сопруга била бугарка, да речеме. Ама не е тоа потрагичното. Потрагичното е што братот на премиерот, имам 20 новинари кои што ми сведочеа вчера дека лично тој им го праќал текстот со насока да го објават. 20. Братот на премиер, наш. Ајде, овој во Бугарија ми е јасно зашто тоа го прават. Тоа е директно мешање прво во внатрешните работи на една држава со брутален напад, ад хоминем напад на семејството. Ова не го знаеш со братот на премиерот. 20 новинари ми сведочеа вчера дека им праќал пораки. А инаку се работи за приказна која нема. И втор пат овој човек не е го навредува моето семејство. Втор пат. Првиот пат беше пред година и половина. Знаем зашто зборуваме. Втор пат го навредува моето семејство. А јас бев професор на неговата кетка. Знаење да. Втор пат го навредува моето семејство и треба да е свесен за последиците. Зошто политиката се сведува еве на вакви мешања помеѓу семејствата, мешање на брачни партнери, Јас никогаш не сум си дозволил ад хоминем напад на семејство на мојот политички противник, нити пак е дозволил. Никогаш. И дури кога сум имал можност да влијам, ако некој сакал да нападне семејство на мој политички противник, сум гледал да тоа престане. Или пак да не се случи воопшто. Тоа не е дозволено. Не е дозволено. Затоа што прво е лага, че јас и сопругата немаме друго државенство освен македонско, а да, сопругот на незината сестра, човекот 2002 година отворил но тоа не е тема од јавен интерес, мислам. Ама не, точно, ја немам право да се мешам во вашето живот, господин Златев, вие што... Ја не знам, братучет ми дали има бугарски пашпорт, кај да знам, може би има. И буквално не сум знаел до вчера, ако искрено кажам. И буквално не сум знаел до вчера. Но важно е дека јас останувам мотивиран да се борам и практично да ги разголувам сите овие погрешни политики и предавства кои што се случуваат. И ова нема да ме демотивира. Има една теорија на заговор. Има една теорија на заговор дека Зоран Заев останува на власт се додека не го реши и проблемот со Бугарија, затоа што Христијан Мицковски има според некои Ама што да го реши проблемот со Грција, го реши проблемот. Не прифати се што му кажа. Тоа не е решавање. Да го реши. Може и Антони мој 5 години има да седне да му рече ајде тато потпиши овде, он ќе потпише. Да го реши проблемот прифаќајќи се што ќе побара бугарската страна и токму затоа Зоран Заев останува на власт, односно тие меѓународни фактори го држат. Како Христијан Мицковски доколку еве на 27 февруари стане премиер утре во собранието, како Христијан Мицковски ќе застапува Македонија во однос на бугарското прашање? Тоа е прашањето кое многумина сакаат да го слушнат затоа што очигледно е дека во овој момент никако не застапуваат. Принципиелно и македонски. Како така? Принципиелно и македонски. Тоа е најважно. Видете, сите очи се вперени сега кон проблемот со Бугарија поради една и единствена цел. Луѓето велат ќе почнат преговорите, а со почетокот на преговорите ќе почне мет и млеко да тече низ држава. Пари ќе дојдат, работа ќе има, бесплатно здравство, како беше на лажливата кампања тога за референдум. Малтене све е бесплатно. Малтене птиците пеат, кињата си растат, сонцето грее и она у околината на хобитите ќе живееме сите и ќе биде се прекрасно. Не е така. Јас сум се школувал таму, знам како е. Многу работата. И многу треба да сте компетентивни за да се надпреварувате со сите тие луѓе. И со идеи, и со знаење. Ние треба прво домашната дома да си направиме. Ние прво треба да не сме лидери по корупција. Тоа не може Европска унија да не го направи. Тоа треба ние да си го направиме. Прво не треба да имаме криминалци во политиката. Тоа не може Европска унија да го направи. Тоа треба ние самите го направиме. Треба да направиме ослободување на бизнисот, за да може да дојдат инвестиции и од надвор, но и овие домашниве бизнисмени да ги охрабриме, дека има правна држава и дека тоа што ќе го инвестираат ќе биде навистина нивно и ќе може да расте во една пристојна И страна. на таков начин да изградиме бизнис елита која нема да биде криминална елита. И која нема да корумпира. Четврта работа, образование. Ние не можеме да бидеме, да немаме универзитет во првите 1000 по Шангај, а да бараме интелектуална авангарда. Не може тоа да се случи. Не можеме ние да
да бараме утре луѓе да ја покрена државата ако ние немаме универзитет кој што ќе биде во првите 500 и кој што ќе генерира таков кадар, нови филозофи, нови политиколози, нови инженери, нови доктори, нови архитекти. Мислиш дека вие предавате на универзитет, колку и тоа да е жално, може би сте добар професор, не знам, но предавате на универзитет кој е пониско рангиран на Шангајската листа од универзитетот во Ниш. Да, а замислете, пред 4 години бевме и пред Ниш и пред Софија. За волја на вистината, мојот факултет како таков е барем во тие 500 од таа област до светот, но како универзитет ние бевме пред 4 години и пред Ниш и пред Софија. Сега сме под Ниш кој е главен затоа што јас сум имал научни проекти. Так, со тие универзитети. Сега со Врања ќе се мериме и со Стара Загора. Прилика тоа или Русе. Тоа е отприлика нашето ниво сега. Сега не помина и Приштина, и Тирана, за Белград, Лјубљана, Загреб веќе да не дискутирам. А некогаш нашиот универзитет компетитивен беше со белградскиот, со Загреб, со Лјубљана. Јас сум имал научни проекти, финансирани од Европска унија. Така сме добивале стипендии, на код каде да појдеш ти да правиш експерименти во Ахен, во Илменау или па во Виена, Бергамо и така натаму. Немало. На тој начин сме се образували. Да се вратиме на Бугарија. Кажете ми која лабораторија во високото образование ја направи овие 4 години? Не, нема никакви инвестиции. Која инвестиција? Кажете. Нема, освен што инвестираа во тоа да го купат студентскиот парламент и да постават свој полтрон таму. Глупости се тоа. Ништо немаат направено. Тоа се глупости. И евентуално доколку веќе сме искрени до крај, евентуално повеќе од претходно ја подкопа автономијата во образованието на универзитетите, а за разлика од претходно кога имаше пленуми професорски, сега никој не им се спротистави. ВМРО ДПМН секогаш кога се обидуваше да навлезе во автономијата во времето на Никола Груевски, вашиот претходник, имаше жестока реакција од професорите. Сега многу ретки се примерите на оние кои во Собраниската комисија поканети од вас го критикуваат Зоран Заев, а на улиците немаме ни протести, немаме ни јауци. Ама тоа така и ќе продолжи да биде. Затоа јас цело време велам за општествена поддршка која што мора да се случи. Знаете, луѓето сега се викаат чекај на ведната глава сабја не ја сече. Таков е менталитетот на тие луѓе. Дека некој за нив не ја заврши работа. Не може некој за вас да ја заврши работа. Мора општествена поддршка, општествен бунт. Масовен општествен бунт во сите сфери, здравствени работници, образовни работници, политичари, неопределени, определени партиски, за власт, за опозиција, мора овие луѓе да заминат. Овој срам кој што овие луѓе да нанесува на Македонија ќе трае. А тогаш, како што вие рековте, во тој период имаше луѓе кои што лично беа загрозени. Сега нема луѓе кои што се лично загрозени на универзитет, никој не бара од нив трудови, никој не бара од нив научна работа, никој не бара проекти, никој нема таргети, нема мегници, нема мајлстони, пуштена е работата по инерција. И затоа универзитетот пред 4 години беше у први 1000, сега не е ни во првите. Да се вратиме на прашањето со Бугарија. Како вие, доколку сте премиер, ќе успеете да стигнете до Европската унија, да не ги нарушите националните интереси во однос на Бугарија? Внатрешни реформи, постигнување на стандардите прво дома и паралелно преговори со нашиот источен сосед на принципиелна основа. Каква е таа принципиелна основа? Тоа што е наше и ние тука имаме црвена линија и тука нема преговори, Злате. Ја не можам да кажам дека се разбудиле моите предци еден ден и станале бугари. Станале македонци. И првиот човек во нашата химна дека е бугарин. Не само химната, они не ја таргетираат химната, го таргетираат целиот тој период, историското ВМРО. Тоа е прашањето. Дури гледам некои поранешни политичари па сега спомнуваат ВМРО, било тоа демек бугарско-македонска република. Не постои ниту еден доказ за тоа. Не, јас ги разбирам. Тоа се уценети луѓе мораат да пеат таа песна која што им е кажано да испеат, не смеат да идат надвор од тие граници и тоа е што е. Тука не можам да ги оправдам за волја на истината, но ги разбирам. Доколку ние имаме принципиелен став
Не може, и го аргументираме со дека, не може тој став да биде игнориран. Со згрозување гледаат нашите партнери во Европа и во светот на ова што Бугарија го прави на една мала пријателска земја во срцето на Балканот како што е Македонија. И на еден мал пријателски народ, мирољубив домакински народ во срцето на Балканот, тоа е македонскиот народ. Во однос на вашите меѓународни пријатели. А ние не сме принципиелни, тргуваме. И они свикаат кога овој ја подотвори Пандорината кутија, дај скроз да го соголеме царот. Па тогаш да си ги решиме сите историски проблеми што никој претходно не ги реши. Затоа луѓе со концесија мора да заминат. Место тие луѓе со концесија треба да дојдат луѓе кои што немаат концесија пред спротивната страна и на тој начин ги решаваме работите. Но претходно треба дома. Во изминатиот период вие имате средби 4 или 5 со премиери на држави во Европската унија. Може би тоа не се држави од оној high level, да речеме, како Велика Британија веќе не е во Европската унија, како Франција, како Италија, но се сепак важни држави во Европската унија. Се сретнавте со Јанша, се сретнавте со Пленковиќ, се сретнавте со Орбан. Имам некои информации дека наскоро повторно во Средна Европа ќе имате офанзива на дипломатски посети. Во исто време Зоран Заев последната интернационална средба му е во декември 2019 година. А ние постојано слушаме дека вие сте изолирани. Ама таа мантра е нормална, која што ја... Ова се што кажав се фактува, не е воопшто пристрасно да се каже. Значи. Така е. Таа мантра од Зоран Заев и уценетите и притиснатите, би рекол, медиуми, нормално е да биде рефлектирана, бидејќи нема зашто. Нападне го со лаги, конструкции, црна кампања и на тој начин ќе го контролираме рейтингот, односно ќе го спуштаме рейтингот на Кристијан. Тоа е нивната политика. Нема тука политика поинаква да речат, види, ти понуди економска програма таква, ја нудам ваква, заради тоа што оваа програма сметам дека има такви предности, па ние сега да збориме за различни концепти. Или концептот на Мицкоски во образованието е таков, на Заев е таков, па ние сега да ги судриме концептите. Не, ад хоминем, брутална кампања, нападнија сопругата, децата, него нападни го, изолиран, русофил, не знам каков не ме нарекува, ја поисточно од Варна не сум бил. Не знам како е поисточно од Варна. Да не е рускиот амбасадор, човек од Русија не познам. Кога сме кај амбасадите, кој што доаѓа на редовни средби еднаш кога година. Какви се вашите односи со амбасадата на Соединетите Американски држави и амбасадата на Европската унија? Како и со сите останати, коректни, немам никаков проблем. Комуникација редовна, канал за комуникација редовни, средби кога ќе има потреба. Се обидува некој да ја не сакам да бидам човек кој коленичи пред амбасади. Дали некој се обидува во овие амбасади да ви наметне вас однесувања ставови, се случувало ли тоа? Ама видете, ние нормално е да имаме различни ставови по определени прашања. Еве сега за пописот имаме различен став. И со едната и со другата амбасада. Ја мислам дека не треба сега да има попис, дека треба да се одлучи. Зошто? Затоа што сме на прагот на третиот бран, затоа што 35.000 луѓе ќе истрчат на терен и ќе посетат 500.000 домаќинства и не мислам дека треба да го жртвуваме животот на десетици, стотици наши сограѓани или траумите на илјадници наши сограѓани кои што ќе произлезат од кластерот попис. Тие мислат поинаку. И ја охрабруваат главата. Еве сега имаме различно мислење. Ја не мислам така. Но тоа не значи дека вие сте во војна со овие амбасади. Не, апсолутно, да. Имаме па точки каде што се согласуваме и каде што работиме. За европската агенда, реформски закони седнуваме, ги сработуваме и ги поддржуваме. Но јас, еве ви велам, имам тука различно мислење. И нормално е, и природно е. Собирате потписи во однос на пописот, докаде сте стигнати, колку имате во овој момент, колку очекувате и дали мислите дека овие потписи ќе сменат било што или единствено нели само вас ќе ви екипираат една нова група на луѓе? Не, формално овие потписи ќе бидат силен ветар во грб за пратениците кои што ќе поднесат иницијатива на закон за поништување на законот. Излезе Борче Давидковски дека правно овие потписи биле невалидни и џабе ви ги давале вас граѓаните. Имав ја реакција по тоа негово тврдење на социјалните медиуми и тука би се задржал, не би продолжил понатаму да го коментирам него. Мислам дека не заслужува повеќе од една минута време. Што се однесува до бројката на потписи, таа е во моментот повеќе од 80.000, ако не се лажам, во текот на вчерашниот ден што го добив пресекот. Значи некаде имаме саботата 4-6 дена, за 18 часот прилика ефективни, во Македонија имаме повеќе од 80.000 или околу 80.000,
очекуваме викендов да стане таа шестоцифрена, нели ние ја најавивме, и тоа да бидат засилување практично на иницијативата на пратеничката група во парламентот, која што ќе поднесе закон до спикерот за поништување на законот за попис на населението и домаќинството, или барем негово одлагање во некои поинакви времења. Немаме вакцини. Ајде, еве, во ред ќе ги разберев, донесовме вакцини, овие 35.000 попишувачи. Да бевме сега на ниво на Србија во вакцинацијата, веројатно пописот ќе беше реалистичен. Сега замислете, Србија го одложи пописот. Србија го одложи. Која е на 8 место на планетата по број, по процент на вакцинирани граѓани. Хрватска го одложи пописот. Косово го одложи пописот. Ради пандемија, ради... Но тоа не се сериозни држави. Германија го одложи Германија, тоа не е сериозна држава. Ние сме најсериозни. И сега некој ќе ми рече, ама долго време немало попис. Да, добро, немало. Што ќе сме на 10 месеци? Ајде да изгинат луѓе, да се заболат за тоа што за 10 месеци не можело да почне. Мичковски еднаш веќе им ги пореметивте. Ама најтешо е проблемот. Проблемот е што некој оние коалициски шеми кога излеговте и дадовте поддршка на тоа етничката припадност да стои во лична карта. Ги извадивме тука на чистина лагите повторно на Заев. Се препелкаше, сарто лево, салто десно, пируети правеше и на крај дојде до... Сега, таму му ги помативте сметките затоа што тој очекуваше дека вие тоа нема да го поддржите и потоа ќе се вади пред неговите албански коалициски партнери, еве, ВМРО лошите антиалбанците, па поради нив не можам да се договорам со нив, но вие извлековте дека тука нели сепак се штитат и македонските национални, така е, односно етнички немаме дилема тука интереси. Сега од друга страна создаваат Златев нација македонци во овие 25.000 квадратни километри. Што е со македонците надвор од Македонија, да. Што е со Македонија? Има многу. И се повеќе ќе ги има, за жал. Македонците што се малцинство, тоа се македонци кои што се родени во трети земји. Македонската диаспора, македонци кои што се иселени и кои што од определени причини не може да имаат двојно државенство. Што е со нив? Ние создаваме нова нација во бетонов распука како меорот Сапуница. Сега, тоа е еден од коалициските договори, односно јазли, кои мора да го испочитуваат, но не можат, а пописот им е друг. Сега, дали може процент на попис да биде коалициски договор во една нормална држава, се разбира дека не може. Но ми се чини дека доколку не реализира попис и доколку не го на Зоран Заев повторно ќе му падне владата. И ние сме во една ситуација, Мичковски, во која на Заев му паѓа владата доколку е слободен Мјалков, доколку е во затвор Мјалков, доколку има попис, доколку нема попис. Тоа е во една ситуација на отворен пат, барем она што може да го проанализирам јас лично врз база на сите странични инпути, и единственото решение на се ова е избори. Спремни ли сте вие за тие избори доколку дојдат заедно со локалните избори? Избори се сериозна работа сепак. Апсолутно, ние сме на терен со граѓаните, разговараме, сите структури на партија се на терен и наистина повратниот ефект, односно она кое што го добиваме како повратна емоција од граѓаните е силна. Само вие да ги нема. Нема човек кој што вели добри се, треба да останат, треба да им се даде уште време и простор. Само викаат вие да ги нема. И одам по пазари, по дуќани, шетам по улици, пијам кафиња и така натаму. Кога ќе ги промовирате кандидатите за градоначалник? Па мериме сега, Златев, сега мериме, анкетираме, мериме, овие 2-3 месеца ќе мериме, очекувам дека веќе втора половина на април, прва половина на мај ќе бидат познати првите имиња на кандидати за градоначалници. Дали можеби токму ова битка за градоначалници која ќе биде во склоп, нели, со едни парламентарни избори или не, дали може да се очекува дека овие градоначалници ќе бидат повеќе политички решенија, ако се има предвид дека, да речеме, многу е важно да се направат, да бидат прифатливи за други партии, други етнички групи. Го мерите тоа? Потенцијалот на секоја индивидуа го мериме и кај оние мешани средини каде што има и различни етникуми, потенцијалот во рамките на партиската база и структура, бидејќи заедно ќе настапите со алијанса? Па се уште траат преговори и разговори на таа тема како ќе настапиме, но мислам дека би било добар чекор напред да се направи една предизборна коалиција во определени општини во кои што едните и другите ќе ги поддржуваме кандидатите за градоначалници. Тоа ќе значи дека ВМРО ДПМН конечно излегува
од она капсула дека се работи за екстремно националистичка партија. Не, тоа е повторно дел од една мантра дека јас сум изолиран, дека сум русофил и така натаму. Напротив, јас имам многу пријатели и кај албанците, и кај турците, и кај власите, србите, бошњаците, ромите и така натаму. Напротив, никогаш во животот не сум се трудел да практично ги гледам луѓето кроз призмата на етничката припадност. Напротив, би сакал секогаш да тука немаме бариера. Кога се однесува за политиките, да, ние можеме да дискутираме дали конзервативно или либерално ќе биде за мене поприфатливо. Дали левичарска или десничарска идеологија би била прифатлива и така натаму. Но национална основа Балканот, секој не политичар кој што ги гледа кроз таа призма работите, мислам дека прави огромна грешка. И тој не трае долго. Не трае долго. Еве, како е чувството, имам едно прашање од гледач, да се биде лидер на опозиција во земја во која се од почетокот на пандемијата до сега има само 2 види вакцини. Кои што се добие некако помош. Да. Сум катастрофално. Како човек, како педагог ме понижува, срам ми е да зборам, не знам веќе што да правам. Јас вчера и на една моја изјава дадов, го повикав колегава, он е во академски стаж помало од мене, бидејќи он е, мислам, доцент, ако не се лажам, Венко. Ама немој престани, доста те прљаат со нивните глупости и неспособност. Не знам која е цената што мора оно све да го трпи. Не ми е јасно што треба уште да направи за да го загуби тој таа чест. Ама цената е да изградите хациенда во 4 години, господине Мицковски, а никој жално со плата од 60-70 денари. Жално. Ако е тоа цената, тогаш не може нити колега да ми биде, нити пак можам да го сметам за колега. Жално, трагично. И уште пак една година потоа истата реченица. Работата е под контрола. Се е под контрола. Работата е под контрола. Ама некој така им рекол. Кажуете така и ќе шириме таа. Работите под контрола, Груевски кога им избега напиша работите излега од контрола. Да, ама тоа е исто како оваа максима сега што излезе. Господине, вие сте во Македонија, сега тоа ќе стане нов. Како работата е под контрола, сега нова реченица ќе биде: господине Златев, па вие во Македонија сте. Сега кога сме, да се вратиме на тоа, во Македонија и температурата од 40 степени што е имал господинот Милков, која што проаѓа за неколку часа, тука е срушен рекордот на Палма, српскиот политичар кој за 48 минути ја победил короната, излезе на пресконференција. Но имаме една друга ситуација. Од една страна... Добра, ама он бил прв пат заболен. Во случајот е втор пат. Да, во случајот е втор пат. Ова е некој сосем нов сој кој фаќа по втор пат. Јагодински сој. Но имаме уште една ситуација тука, која мора да се напомене. И го потврдува абсурдот на цела оваа местена ситуација. Денес Сашо Мјалков ќе биде однесен на суд, иако имал симптоми на корона. А вчера мене Ивица Коневски ми се налути, затоа што му го откажав интервјуто, а тој во саботата седел со човек кој тврди дека има симптоми за корона. И тој ми се љути, вели: вие, Златев, работите за медиумската пропаганда на Мицковски, што не е точно. Велам, не можам ја 10 луѓе да ставам тука во ризик, затоа што Ивица Коневски бил неодговорен и седел со човек кој тврди дека има корона и после сака да дојде на интервју. Како во судница ќе оди човек со симптоми на корона? Тоа не ми е јасно мене. И мене не ми е јасно. Ама ги победил симптомите преку ноќ и повторно предпоставувам тука новинарите ќе го постават клучното прашање: па вие сте во Македонија, најверојатно. И така ќе заврши. Вие сте во Македонија, а во Македонија треба конечно да се оди во затвор кога ќе се стори кривично дело. Не. Кога ќе постои основа на сомневање за сторено кривично дело, мора да има фер судски процес, а на крајот од судскиот процес треба да има ослободителна или осудителна пресуда. Ако се докаже дека навистина е сторено кривично дело, тогаш мора да има осудителна и таа да биде ригорозна. Ако не се докаже, тогаш треба да биде ослободителна и лицето да биде пуштено на слобода. Доколку се докаже или не се докаже вината во случајот Тврдина, ќе падне ли огромен товар од ВМРО-ДПМН? Затоа што вас ве обвинуваат дека како партија нели сте прислушкувале, сте го правеле се тоа? Не, видете, нема ВМРО-ДПМН товар, ниту пак јас лично за сета таа работа, бидејќи ние одамна завршивме, вие кажавте, 22
Октомври 2018-та беше денот кога завршивме со сето тоа кое што представуваше товар можеби во тој момент за ВМРО ДПМН. Сега ВМРО ДПМН е концентрирано на она кое што следи, а тоа се локалните и евентуално предвремени парламентарни избори. Нормално кревање на државата од ова кое што е денеска и екипирање и магнетизирање што е можно повеќе, би рекол, мотивирани, квалитетни луѓе кои што ни се придржуваат од ден на ден и се повеќе сакаат да застанат позади политиките на партијата. Тоа за мене е посебен мотив и тоа мене ме прави вака, како да кажам, инспириран да продолжам во целата ова, би рекол, политичка каша која што ни се случува секојдневно и мора да бурава да примириме. Ние тоа имаме еден израз во динамиката, механиката, викаме дисипативна енергија, да дојде до дисипација на енергијата, затоа што е на едно високо ниво во моментот, за жал негативната енергија, не позитивната енергија. Луѓето поради дејството на таа негативна енергија се разочарани, безнадежни, имаат изгубено секаква смисла, и ние треба да направиме да по преземањето на власт направиме определена дисипација на тој бран. Тој е онако ќе имате голем бран и ќе удари од брегот. Ќе ги примите назад овие кои сега ви најавуваат некаков вонреден конгрес? Пошто нема да им успее, сепак Сашо Мјалков веќе е при крај неговиот судски процес, тука завршува нивната мисија. Не, еден ќе продолжат таму, ќе преземе некој друг на терен да ја турка таа работа. Тие мораат да прават дефокус. Тие се луѓето кои што од страна на оценувачот имаат задача проектна и сега они треба да си ја терат. Колку ќе бидат успешни не знам, но треба секој еден да знае дека лажно представување е кривично дело. А делегатите на конгресот од Валандово, кои што го црпат легитимитетот од конгресот во Куманово од 2015-та, мај месец 2019 им е истечен мандатот и тие практично во овој момент ако се представуваат формално, сега овака вербално ја можам се да се кажувам и дека може еден ден ќе може да кажете дека сте претседател на ЕПП. Да, може да, на ЕНП. На ЕНП, да видиме, за да може граѓаните да не разберат Европската народна партија, но треба да бидат свесни дека првиот момент кога тоа ќе остават на хартија и ќе се представат дека лажно се представуваат и тоа е кривично дело. Сепак тука има и одредени нели спекулации во јавноста дека дури оние кои биле делегати не можат да ги соберат. Не, тоа далеку од таа бројка, па видовте, прилика што беше она. ВМРО ДПМН е партија за разлика од СДСМ која што успева од време на време да направи прочистување и повторно обединување. Но овој пат сите оние кои што би рекле, јас имав една теза на седниците на извршниот комитет која што некогаш нашала ми ја префрлаат дел од соработниците, нормално духовито да биде, секој зрно во амбарот. Некој пак ќе рече, добре, века Христијанова, секој зрно во амбарот, но има некои зрна кои што се кукулјеви, како ги ставиме во амбарот, овие здравиве да не ги заразат. Никола Груевски, оние кои се бунтуваа против него, потоа ги враќаше и ги ставаше на уште повисоки позиции. Затоа треба, повторно ќе кажам, имаме ние еден таков момент на внатрешна катарза, на обединување, но треба да си ги фатат сега од почеток повторно да си напредуваат и доколку напредуваат и стигнат на тие позиции, тогаш во ред. Но не да дојдат и веднаш да ги поставиме на пиедесталот. Тоа не. Но секој на здраво зрно, кој што во определен момент повторно ќе се врати во партијата, треба да се почне од почеток. Има комитети на избирачки места, местни комитети и така натаму за да напредува. Колку потписи имате до овој момент собрано? Па повеќе од 80.000. Таргетот ви е 100.000 или може би? 600 цифрена бројка, да. 600 цифрена. Повеќе од 100.000. И тука ќе престанеме затоа што сакаме да го фатиме. Тоа е веќе доволна демонстрација, да, нели за она што сработи. Мицкоски, ви благодарам, се надевам дека успеавме да ги опфатиме сите теми. Мислам дека беше интересно, час и половина. Скоро час и половина, час и 15 на минути. Доцнев малку ви благодарам многу, ова е наше прво интервју. Се надевам не и последно. Само да се надевам не и последно, само да ве потсетам дека вие сте единствениот политичар кој јас и вие сме се виделе само еднаш до сега. Сме се сретнале кога власта ми удри кривична пријава, тоа е првиот пат, а вториот пат се сретнавме, односно не сретнавме, ми се јавивте утрото откако вечерта ме нападна обезбедувањето на Сашо Мјалков, истиот оној кој го возел сега до Косово, барем по тоа што објавија медиумите. Тоа се нашите единствени две или можеби сме имали уште една комуникација откако нели вие сте лидер на ВМРО ДПМН.
Но како велат луѓето, на мака се познаваат оние кои ви се навистина пријатели. Да, точно. Тогаш бев згрозен кога добив таа информација и затоа и сакав да ви изразам поддршка дека во мене може да гледате човек како пријател кој што не оправдува насилство и доколку можам некако да помогнам, стојам на располагање. Вие тоа што рековте, фала му на Бога, добар сум. Ке се одморам и продолжуваме уште помотивирани, ако се сеќавам. Да. Токму така ви Нема одговори. насилници кои што може да ме спречат, така беше. Да, ви благодарам многу за таа ситуација, ви благодарам и за вашето утринско гостување и се надевам дека повторно ќе се видиме пред сите овие после оваа прва брана, овој прв удар на настани кој ќе следува во наредните месец и пол. Благодарам на поканата, стојам на располагање. Голем поздрав до слушателите и оние гледачите на лайв стримот. Останете здрави, чувајте се вие и вашите семејства, затоа што здравието е најважно. Почитувани слушатели, останете на фреквенцијата 107,4. Видов дека ово утро срушивме рекорд по бројот на гледачи на нашиот лайвстрим. Тоа можам да го приметам на мојот компјутер. Тоа значи дека оваа радиостаница полека се подигнува и полека дури може да ги достигнеме и бројките на телевизиите во Македонија и дека постои потенцијал. Ние остануваме овде доследни во борбата за тоа од Македонија да направиме една земја која ќе биде нормално место за живење за идните генерации. Тоа е политичка кауза, а ние сме медиум. Колку тој да ви делува чудно, може да постои сегде на планетата, за разлика од кај нас, каде медиумите се сведуваат на тоа да бидат партиски сервиси. Ово утро ве водам јас, Лјупчо Златев, главен и одговорен уредник на Лидер ФМ, техничката реализација на Горан Лазаровски и на Јане Јанков. Денес е 26 февруари 2021 година. Денот кога ќе дознаеме што ќе се случи со поранешниот директор на УБК. Останете со нас, следува прекрасна музика, а за се најново читајте lider.com.mk.